почитувана председателке, да, колешке, пред фактите и боговите молчат. Ајде да ги видиме фактите. Благодарам, колега Петрушевски. 14/568/2 11 месец 11/4/2023 со решение за постапка за склучување договор за закуп кај нотар Митко Бојмацалиев. Колешке бе сега, па пред 2 минути рековте дека нема. Еве уште една, ако сакате. Љубица Јакимовска. 13/482/2 15/7/2021 година државен советник во кабинет на МВР. Склучен договор на нотар за закуп. Значи исполнува услови по тоа кое што вие го барате. Тој го познавате. Оливер Лукаровски го познавате? Ете, Оливер Лукаревски, вели 14/625/4 10/11/2023 година склучи договор на нотар за закуп за стан. Сега има уште еден господин кој што за разлика е овие нема да земат стан, затоа што не заслужиле. И кажав зашто не заслужиле, бидејќи седеле во кабинет, не постапувале во 2 часот и така натака. За да видите колку вие сте искрени во вашата намера, еве ќе кажам еден профил кој што вие го опишавте, за кој што јас се согласив, без разлика на моето негативно лично мислење кон него и неговата работа, можеби исполнува услови, тоа е господинот Митко Даневски, кој што исто така склучил договор на нотар, но кој што ги исполнува условите кои што вие ги кажавте и условите во членот 5 на овој закон. Затоа ја кажувам разликата. Еве, ова е за да одиграм за вашата публика. Овие тројца нема да земат затоа што не заслужиле, а овој господин без разлика што имам негативно мислење за него и неговата работа, по она кое што вие не тоа го одлучив по некои други, еве по степенот на криминалитет во Скопје и по тоа што тој и неговиот брат го правеа. Господјо Славјанка, јас не играм на емоции, јас кажувам имиња. Јас и на тие господа во лице им имам кажано тоа што сум мислел, но по тоа кое што вие го кажавте, условите кои што вие кажавте дека треба да ги исполнува некој кој што работи во МВР за да добие стан, овие тројца не треба да добијат стан, овој можеби по условите кои што вие ги кажавте заслужува да добие стан. Затоа ви кажам, треба заедно да работиме во таа насока на овие работи. Затоа емоциите ќе си ги оставиме дома и ќе се одлучуваме по основ кој како смета дека е правилно или неправилно. И друг пат ве молам, сега тука сме ние политичари, пратеници, јас не се плашам од кривични пријави, но јас сакам да зборуваме со имење и презиме. Име и презиме за секој, кога ќе го кажете, бујрум, еве го решението. И затоа ве замолам, немојте да ги подценувате луѓето, сте работеле таму, сте делеле една маса, сте јаделе леп. Немојте да мислите дека луѓето се нерационални, дека вие ќе ги прелажете на емоции. Еве, за тоа што вие кажавте, на кој начин, што, како, јас ви ги кажувам, решението, еве го бројот. Овој господин примил решение и по она кое што вие го нудевте, требаше да земе стан. Нема да зема стан овие тројца на сметка на некој што стварно заслужува. Збор